ден, гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ Канал Вис. Како што веќе знаете, недела, ова е редовниот термин на нашето заедничко дружење, кога ги отвораме темите кои што се поврзани со земјоделството, како во Македонија, така во регионот, па и пошироко. Руралниот развој е актуелна тема во Македонија со оглед на тоа што токму неравномерниот регионален развој придонесува за поголема концентрација на населението и работната сила во градовите, односно урбаните центри, за сметка на тоа руралните средини остануваат полупразни, а со тоа се празни и нивите, обработливите површини кои што треба да бидат еден од главните адути не само на Струмичкиот регион, туку воопшто и на Македонија, која што себе си се прокламира како аграрна земја. Од ресорното министерство велат дека преземаат мерки за рурален развој, дел со сопствени средства, дел преку искористување на пари од ИПАРД програмата. Македонија беше домајќин на 9-тиот форум за рурален развој. Таму своје обраќање имаше министерот Трајан Димковски. Предлагам сега да го слушнеме неговото излагање. Целта на годинешниот форум е да го потенцираме значењето на руралниот развој за регионот на Западен Балкан и да дадеме насоки за подобрување на политиките и постигнување на конкурентност и одржлив развој. Како влада и креатори на земјоделски политики, мора секогаш да ги имаме во предвид руралните средини во кои што живее околу половина од целокупната популација во регионот. Во руралните средини во Северна Македонија моментално преовладуваат мали, фрагментирани земјоделски стопанства со помалку од 2 хектари земјоделско земјиште. Тоа представува многу сериозна пречка за конкурентност на земјоделскиот сектор на отворените пазари. Ова е една од причините поради кои што се намалува интересот за земјоделство од страна на младите и напуштање на руралните средини. Ваквиот тренд ја доведува во прашање иднината на руралните средини и земјоделскиот сектор во целина. Едно од решенијата за подобрување на условите за живот на руралните средини е диверзификацијата на економските активности, што обезбедува дополнителни извори на приходи за земјоделски стопанства покрај оние од земјоделската дејност. Во таа насока, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги прилагодува своите политики да стимулира диверзификација на економските активности во руралните средини преку мерки кои поддржуваат преработка на земјоделски производи, маркетинг, рурален туризам и развојно услужлив сектор во руралните средини. Во тој контекст, од исклучително значење е поддршката што ја добиваме од страна на Европската Унија, особено преку ИПАРД-2 програмата. Мерките од ИПАРД-2 овозможуваат подобрување на конкурентност на македонското земјоделство преку инвестиции во послебербени и маркетиншки активности, инвестиции во преработувачки капацитети и опрема, развој на нови рурални бизниси, како рурален туризам, креирање на нови работни места, подобрување на физичка инфраструктура и достапните услуги. Сето ова ќе придонесе за подобрување на квалитетот на животот во руралните области. Во моментов, во тек е јавен оглас за мерката 7 од ИПАРД-2, диверзификација на фарми и развој на мали бизнеси. Од ИПАРД-2, кој што пред се е наменета за развој на руралните средини, ова мерка нуди можност за кофинансирање на трошоци за инвестиции во алтернативно земјоделско производство, во изградба или реконструкција на мали преработувачки капацитети, производство на сточна храна и ѓубриво, отварање на градинки, старечки домови, кина во селата, капацитети за сместување со традиционална градба, спортско-рекреативни центри и се друго што е потребно за подобри услови за животот во руралните средини. Со ефикасно искористување на мерката ќе се придонесе за отварање на нови работни места во рурални средини, со што ќе се намали руралната депопулација, ќе се подобри квалитетот на живот во рурални средини и ќе се зголеми нивото на економски активности. Од друга страна, мерките преку програмата за руралниот развој, наменети за општините, овозможуваат капитални инвестиции во патна инфраструктура,
односно изградба и реконструкција на локални патишта, улици, изработка на урбанистички планови, инвестиции во водоснабдителна мрежа, изградба на други домови и други инвестиции кои се важни за руралните средини. За трите мерки пристигнаа 200 барања со квалитетно подготвени капитални проекти од сите 80 општини. Договорите со платежна се подпишаа, а дел од општините веќе ги реализираат проектите на терен. За ова намена, владата на Република Северна Македонија одобри 38 милиони евра преку програмата за руралниот развој. Како мали држави од ист регион се соочуваме со исти или слични предизвици во нашите напори за зголемена конкурентност и зачувување на животот во руралните средини. При тоа, нашата меѓусебна соработка е клучна во постигнување на заеднички цели, особено што нашите аспирации се насочени кон евроатлантските интеграции. Република Северна Македонија многу силно го изрази својот интерес за регионална соработка и со подпишување на преспанскиот договор со соседна Република Грција, со што придонесовме кон зајакнување на регионална стабилност и поттикнување на развој на Западен Балкан. Добивањето на датум за отварање на преговори за влез на Северна Македонија во Европска Унија ќе биде препознавање на конкретниот прогрес што го направивме како држава во изминатите 2,5-годишниот период. Во насака на понатамошно зајакнување и проширување на регионалната соработка, платформата за политички диалог на сите нивоа, што ја обезбедува СВГ е од суштинско значење. Овој форум ја потврдува нашата заложба да останеме посветени на регионалната соработка и на учество во регионалната платформа во рамките на СВГ. За крај би сакал да ги изразам моите очекувања дека форумот за земјоделска политика 2019 ќе го заокружиме со релевантни и издржани препораки за земјоделски политики како резултат на придонесот на сите учесници на овој форум, експерти, универзитетски професори, представници на јавен, приватен, граѓански сектор, меѓународни организации. Исто така, ја изразувам мојата подготвеност таквите препораки да ги поддржам на идниот министерски состанок кој ќе се одржи во ноември во Приштина. Микрокредитна фондација Хоризонти за сите индивидуални земјоделски производители ви нудиме микроагро заеми до 10.000 евра. Хоризонти ви нуди прилагодени отплатни рати, асистенција од персонал и изнаоѓање најприфатливо обезбедување на заемите. Во Хоризонти и микробизнис заеми и микрозаеми за домување, фиксна каматна стапка, транспарентни договори, стручна помош, заедничка кредитна проценка и следење на напредокот. Тоа сме ние. Хоризонти, вистински партнер за вашиот бизнис. Фолија за вашите пластеници, произведена во Трикорекс технологија, збогатена со 8 адитиви, заштита од UV зрачење, инфраред заштита, спречува магла, роса и појава на бактерии, отпорна на хемикалии и на временски непогоди. За квалитетно градинарско производство одберете Тапан Пластик. А во тек е нов повик преку Замерката 7, преку ИПАРТ 2 програмата, што и како се планира и кои проекти ќе се финансираат од изјавата на Николче Бабовски, директор на платежната агенција. Од денес па се до 18 ноември сите кои имаат идеја за развој на собствен бизнис или истиот сакат да го прошират или осовременат, ќе може до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој да доставуваат барање за користење на средства од ИПАР 2 програмата за мерка 7, односно диверзификација на фарми и развој на мали бизнеси. Вкупната финансиска поддршка во рамките на овој јавен повик изнесува 16.569.000 евра. Оваа мерка е наменета за сите кои сакат да инвестират во алтернативното земјоделско производство, инвестиции во производство на прехранбени производи и пијалоци, инвестиции во производство на непрехранбени производи, инвестиции во занаетчиски дејности,
инвестиции во услуги во земјоделството, инвестиции во услуги за руралното население и инвестиции во рурален туризам. Корисници на оваа мерка може да бидат физички лица кои се регистрирани со живеалиште во рурална средина или имаат регистрирано економска активност во руралната средина. Физичките лица кои предлагаат нови инвестиции во руралните области, како например самовработување, се прифатливи за поддршка во рамките на оваа мерка. Односно, ова е уште една од мерките за самовработување кои се предвидени во програмата на владата на Република Северна Македонија. Потребно е овие лица да поседуваат докажани професионални способности преку стручното образование или обука или други професионално признат сертификат за одделна стопанска или нестопанска дејност, или да се обврзат дека до крајот на инвестицијата, пред да се поднесе конечното барање за исплата, да имаат регистрирано економска активност како занечија, угостител или трговец поединец во општината каде се наоѓаат. Правните лица кои сакат да инвестираат треба да бидат регистрирани во Централниот регистар на Република Северна Македонија. Помошта може да биде доделена на корисници чии инвестиции поддржуваат економска одржливост. Економската одржливост ќе се оценува врз основа на деловниот план или техничкиот предлог проект, а барателот треба да покаже континуитет на работењето во тек на наредните 5 години од реализацијата на самата инвестиција и повратот на средства. Согласно програмата, до 65% од прифатливите трошоци за реализација на инвестицијата ќе им бидат вратени на апликантите преку средствата од ИПАР-2 програмата предвидени за мерка 7. Почитувани, исто така сакам да напоменам дека на овој повик мора сите апликанти да имаат целосна, комплетна документација која е наведена во упатството уште при самото аплицирање. Финансиската поддршка ќе се одобри за сите целосно комплетни и соодветни барања за користење на средствата во рамките на расположивите средства по мерка 7, а врз основа на извршена административна и контрола на лице место. Барателите на финансиска поддршка не смеат да започнат со реализација на инвестицијата пред подпишување на договор со агенцијата. По завршување на инвестицијата, барателот е должен да достави до агенцијата барање за исплата во рок утврден во рокот за користење на средствата. Преку средствата за финансиска поддршка од мерка 7 ќе помогнеме за развој на микро и мали предпријатија кои се основниот двигател на домашната економија. Радува податокот дека не само преку оваа мерка, туку расте интересот за искористување на средствата преку ИПАР-2 програмата за сите мерки. Дека сме на прав пат во искористување на средствата покажуваат и податоците на склучените и исплатени инвестиции, односно проекти. При првиот повик од ИПАР-2 програмата за мерките 1, 3 и 7 склучени се вкупно 947 договори, 874 веќе ја завршиле инвестицијата и поднеле барање за исплата, а на 644 апликанти за извршената инвестиција им се вратени 8,1 милион евра свеж капитал во нашиот агросектор. Во моментов тече и обработката на апликациите пристигнати на вториот и третиот повик од ИПАР-2 програмата. За мерка 1 се очекува да се одобрат 800 договори во вкупна вредност од 10 милиони евра. Додека за мерка 3, инвестиција во материјални средства за преработка на земјоделски и рибни производи, до платежната агенција пристигнати се 65 апликации, односно до денес по двете мерки веќе имаме подпишано 45 договори со вкупно кофинансирана вредност од 3,6 милиони евра. Во наредниот период се очекува да се склучат и договори со сите соодветни апликанти во овие две мерки. До крајот на годината се очекува вкупно да се исплатат по реализирани инвестиции
11,6 милиони евра за сите целосно реализирани проекти, што значи толку свеж капитал во агросекторот за кој веруваме и очекуваме дека оние кои што ги реализирале инвестициите, овие средства ќе ги реинвестираат за свој понатамошен развој. Успешната ИПАР приказна продолжува и натаму. А во Агроинфо секако и стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки, кој што е нашиот стручен соработник. Месец октомври, месец кога температурите се повеќе се снижуваат, месец кога разликата меѓу утринските и дневните температури се поголеми, нормално месец кога се уште има производство, особено гринарско производство во заштитени простори, како што се оранжери, пластенци и така натаму. Бербите на краставици, корнишони, пиперки продолжуваат, но исто така овие температурни шокови придонесуваат бербите значително да се намалат, а и квалитетот на самите плодови. Затоа, почитувани гледачи, почитувани земјоделци, мој совет е во овој период задолжително често да го употребувате амиксол, кој што се карактеризира со тоа што има 100% природна L-аминокиселина. Карактеристично за амиксолот е тоа што ги спречува сите температурни шокови, односно го прилагодува растението кон шоковите од температура сега во овој период, а исто така и некои други шокови кои што настануваат во текот на самата вегетација. Карактеристично за амиксолот е тоа што тој е природен, значи нема никакви штетни влијанија на растенијата, а исто така може слободно да се употреби и со голем број на фунгициди и инсектициди. Значи, во редовната заштита на растенијата, задолжително е да го потребувате редовно и амиксолот, а со цел да не дојде до пореметување на самите растенија, да не дојде до намалување драстично на бербата, а и на квалитетот на самите плодови. Фолиарно, односно со прскање, амиксолот оди во доза од 0,3 до 0,4, просечна 0,35, значи 1 литра амиксол од прилика за 300 литра вода. Во колку се употребува во пример 10 литра вода, 30 до 35 просечно милилитра во 10 литра вода. Рековме, амиксолот може да се употреби исто така во систем капка по капка и во колку се употребува амиксолот во систем капка по капка, доза на употреба е 1 литро на 1 декар. Покрај амиксолот, кој што рековме, убаво и задолжително е да го потребите, фолиарно исто така препорачливо е почесто да се употреби и енерген аква, кои што ги имаат во 3 вида или 3 типови на енерген аква. Енерген аква е микробиолошко ѓубриво, кој што органско ѓубриво, кој што во својот состав содржи голем број на микроелементи, а исто така може да содржи само хумусни и фулни киселини. Значи има енерген аква, каде што доминираат и е составен од само високо концентрирани природни хумусно и фулни киселини, пота енерген аква со микроелементи, каде што доминираат поголем процент на покрај хумусни и фулни киселини и микроелементи, а исто така и енерген аква со бор, каде што борот е доминатен. Овој енерген аква, бор, кој што е во мојата рака, значи ќе потсетам како сите енерген аква содржат хумусни, фулни киселини, лимонска киселина и други органски киселини. Исто така има одреден процент на аминокиселини и микроелементи каде што доминатен е бор. Значи, со помошта на овој енерген аква бор се карактеризира, се добива подобар развиток на растенијата, подобра боја, затоа што има и железо. Борот стимулира да исто така одредени физиолошки со цинкот развои и така натаму. Доза на употреба е енерген аква во колку е преку фолиарно со прскање и исто така оди скоро со сите фунгициди и инсектициди, значи пестициди, е од само 5 мл во 10 литра вода, или ако е помалку поголема доза, може и 10
7 мл во 10 литра вода. Нормално руско производство и има мерник преку кој што се врши мерење на самата доза. Ова, почитувани гледачи, е сосема кратко за денешната емисија, кој што сакав исто така да ве запознам со два квалитетни врвни ѓубрива, значи со L-аминокислини амиксолот, а исто така и со Енерген Аква. Редовно потребувајте ги во овој временски период. И како што почнавме од претходната емисија, по завршувањето на проектот за кралица матица која што се произведува по иновативни методи, пренесуваме дел од видеопрезентациите, видеообуките кои што Сдруженијето Органологистика ги подготви за пчеларите кои што би сакале да ги произведуваат матиците на овој начин. Ден 3 во 17 часот. Формирање на одгледувачки семејства. На изборот и припремата на одгледувачките семејства треба да посветиме посебно внимание. Одбираме семејства со пчели кои ги имаат сите позитивни особини, слично како кај селекцијата на родоначалничкото семејство. Посебно внимание треба да посветиме на здравствената состојба на пчелното семејство и присуството на некои заразни болести, како што се американското и европското гниење. Истовремено формираме две одгледувачки семејства на следниот начин. Од многу силно семејство, кој сме го одбрале да биде одгледувачко семејство, ја отстрануваме матицата. Таа треба да биде со одлични карактеристики кои веќе ги опишавме и неја може да ја искористиме за замена на друга слаба матица или за формирање на ново семејство. Од одгледувачкото семејство ги вадиме сите рамки со отворено легло без пчели. Ова го правиме од причина што ако остане отворено легло на рамките, пчелите ќе почнат да ги полнат со млеч и да влечат принудни матичњаци. Тоа ќе доведе до послаби резултати, бидејќи пчелите нема да се посветат на одгледување на младите ларви, кои треба да им ги додадеме наредниот ден. На одгледувачкото семејство додаваме две рамки на кои има повеќе од половина келии исполнети со перга. Овие рамки треба претходно да одредиме од кои пчелни семејства може да ги одземеме. Го дополнуваме сандакот од помошните семејства со зрело затворено легло кое е пред излегување заедно со пчелите до вкупно 9 рамки или 11 рамки во зависност од ширината на сандакот. При оваа постапка внимаваме да не ја пренесеме матицата и затоа претходно треба да ја пронајдеме и привремено додека работиме да ја затвориме во кафес. Рамките ги распоредуваме така да во средината е празниот простор од рамката која ја отстранивме. Лево и десно од празниот простор почнуваме со редење на рамките, така што првата лево и првата десно се рамки со затворено зрело легло, после нив по една рамка со перга и мед, а после ги редеме останатите рамки затворено легло до крај. Потоа од помошните семејства земаме рамки со отворено легло со присутните пчели на нив и ги тресеме внимателно во празниот простор во средината на одгледувачкото семејство. На овој начин формираме екстремно силно одгледувачко семејство со голем број млади пчели способни за лачење на матичен млеч. Бидејќи има голем број на пчели, тие се густо збиени во празниот простор во средината на сандакот, каде наредниот ден треба да ја поставиме матичната рамка. Празниот простор во средината ќе почне да се полни со млади пчели, кои закачени една за друга ќе прават мост помеѓу рамките од левата и десната страна на сандакот. Откако ќе завршиме со формирањето на одгледувачкото семејство, треба да ставиме врз рамките 1 кг поленска погача, направена од 600 грама шеќер во прав, 300 грама мед и 100 грама перга или полен од здраво семејство. После тоа ја затвараме кошницата и врз поклопната даска поставуваме хранилка со 750 мл мед, разреден
со 250 мл млака вода. Хранилката треба да ја дополнуваме со разреден мед наредните 4 дена, но треба да внимаваме тоа да го правиме во касните попладневни часови за да избегнеме ризик од грабеж. Сите овие погоре наведени активности ќе допринесат во кошницата да се создадат услови за одгледување на ларвите во квалитетни матици, односно услови слични на оние во природата кога се создава роев нагон и кога во природата има голем принос на нектар и полен. Поштовани гледачи, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Вис. Благодарност за вниманието со кое не следевте. Пријатно.